Александра Митровска од Куманово цели 14 години храбро се спротивставува на болеста што ја е дијагностицирана уште од самото раѓање. Поради високиот крвен притисок на незината мајка во текот на бременоста, ова девојче е родено предвремено како 7-месечно бебе со дијагноза церебрална парализа. Церебралната дијагноза како дијагноза е тешка и се води како инфантилна, значи пак како предвремена. Тоа значи неможност, значи немање на кислород во мозокот при породување и доведување до некои трајни последици во мозокот, кои што зависи кои центри се зафатени, значи претежно моторика, значи интелектуално дел не е, значи како што има случаи да се многу погодени тие центри, значи за говор, за слух, за вид. Сега координација исто така. Така да тоа е тоа. Од почетокот прво беше и тешко да се прифати, значи дијагнозата како дијагноза, мада има в случај, значи како дете има в случај во мојата блиска околина да има исто така дете со церебрална и тогаш се имам запознаено со таа дијагноза, значи и за одење во бања, и за физикални третмани, значи се што следува. На Емилија веднаш и било јасно дека со киркичката ќе треба да се работи напорно целиот животен век, секојдневни вежби, физикална и музикотерапија, работа со логопеди, дефектолози, сензорни терапии, редовна посета на бања. За потребните третмани неопходни се и поголеми финансиски средства кои што ова семејство како и повеќето во државата кои се соочуваат со таков проблем не може веќе да ги обезбедува. Одење во бања, значи не било која бања, тоа сакам да го потенцирам, значи одењето во нашиве бањи на некој начин според моје согледување и не помогнаа, ако се значи под фондот на социјално значи покриени, не помагаат за незината дијагноза и ние одевме од почетокот, значи незини 3,5 години, значи во Атомска бања во Чачак и само позитивни резултати од таму, значи. Дополнителен финансиски трошок за финансиски, семејниот буџет. Не дополнителен, бара многу повеќе, значи, земање на кредит, позајмување па враќање, значи како сакаш, сето тоа чини. Едно одење во бања е минимум значи 500 евра, минимум 500 евра. Само незиното, значи, бањење 2 пати дневно, значи кинезитерапија, подводна масажа, значи што е вклучена таму, значи се тоа се плаќа накнадно. Со оглед на тоа дека и нема кој да ја чува другата ќерка, значи мора и таа да оди. Значи ние како цела фамилија одиме, значи 4, тоа ти е плюс смештај, значи за 4 особи. За храна да не кажувам, храна сама си готвиме, пошто не се исплаќа, значи тоа се плюс трошкови доручек, ручек, вечера, значи тоа се 15 дена. Минимум што е потребно за да се има некои резултати, значи од 14 до 21 ден во бања. И се оди претежно 2 пати годишно, значи во пролет и во есен. И од таа бања, значи, можам само да кажем, има позитивни реакции во смисла, значи, на незиниот интелектуален напредок, многу подобро, значи, зборува, разбира. Претходно беа само, значи, неколку зборови мама, тато, баба, дедо, значи, они основни. После одење во бања, значи, не прва година. Чуда не се случува, значи, од едно одење, 2, 3, почнува да склопува и реченици, да учи и песнички напамет, значи, не и представува никаков проблем. Физички многу поопуштена, значи, посмирена. Нападите што ги имаше, епинападите нагло и се намалија. Сега уште сме на тие лекарства ради пубертетот, не смееме да ги намалиме, меѓутоа нападите се супер, значи нема напади. Церебралната парализа кај Александра е пропратена и со епилептични напади кои што започнале после првата година од раѓањето. За дел од лекарствата што ги прима секојдневно не плаќаат партиципација, но некои од нив воопшто не одат на позитивна листа. Емилија смета дека на лицата со посебни потреби државата треба да им обезбеди бесплатни лекарства и третмани. Таа што пие се Топомакс, кој што оди преку фондот на здравството и е ослободен од плаќање, значи и на партиципација и на доплата. Тегратолот
поголема е доплата што ја плаќаме отколку партиципацијата од која што сме ослободени и ацетозоламидот кој што оди приватно. Тој не оди на рецепта. Физикалната си трае секој ден, значи. Ради немање на финансиски средства не можеме секој ден да ја носиме на вежби, значи тоа се плаќа. Цените не се баш мали, значи ако се зборува за секој ден одење. Ја носиме обично 2-3 пати, значи зависи до месецот колку имаме. Онака јас си ја вежбам дома, значи си имаме тоа се што е потребно. Тука и логопедот, значи дефектологот за незиниот говор, значи таму одиме од незини 3,5 години. Сега многу почесто, бидејќи повеќе напредува и повеќе и треба, значи во тој дел да напредне. Тука и школата, значи кај што одиме во посебните паралелки. Во Браќа Миладиновци? Да, во Браќа Миладиновци, во посебни паралелки. Од колку години оди на училиште? Па од 2 години не ја носев, значи би требало од 9 години, така тргна таа, 8,5-9 години тргна. И таму пристапот беше прво од страна на професорите беше солиден. Меѓутоа школото како школа нема пристап за деца со колички. И секогаш беше сместена на првиот спрат, значи кај што се менува учениците практично, затоа што таа не можеше да се качи горе на спрат со незиното деление. И сега кога имаме можност, значи, за образовни асистенти, побаравме во друго училиште каде што има лифт, за да ја префрлиме таму и чекаме уште образовен асистент. Чекаме. Мислам, имаме добиено решение, меѓутоа ќе видиме кога ќе стигне образовниот асистент. Таа инаку сака да оди на училиште, послушна е, слуша, учи, собецава е супер. Така да ќе видиме. Емилија апелира до надлежните да обезбедат услови за отворање на една институција во Куманово за децата со посебни потреби, а особено за лицата со церебрална парализа, каде што тие на едно место ќе може да ги добиваат потребните услуги, без разлика дали станува збор за третмани кај физијатар, физиотерапевт, дефектолог, логопед или медицинска сестра. Со отворање на таква установа во нашиот град, на овие семејства драстично ќе им бидат намалени трошоците што ги прават водејќи ги децата на третмани во Скопје, особено кога станува збор за посета на логопед, бидејќи во Куманово ги има многу малку на број.